Она што не е реализирано во 2019 година ќе биде пошумено оваа година со дополнителна работа на пошумување на опожарените површини. Моментално со машини, механизација, сеча и дотур се работи на изгорените површини, посебно кај депонијата, каде што лани имаше голем пожар и изгорија дрвјата што беа садени во изминатите неколку децении. Се прави расчистување на опожарените површини и на тие места ќе се прави земјени припреми за да се подготви теренот за пошумување, истакнаа од шумското стопанство Согово. Во 2019 година ни беше предвидено негде околу 10 до 12 хектара, меѓутоа поради сушниот временски период, односно поради немање влага во земјата, тоа го одложивме, таа врска од 2019 ја пренесовме за рана пролет во 2020 година. Инаку, вие знаете дека прошлата година, некаде во почетокот на месец август, од невнимание, ни се створи голем пожар во околината над депонијата, со една поголема значителна површина и поголема значителна дрвна маса од борови култури. За кратко време, тоа што го граделе наши колеги пред повеќе од 40 години, се направи штета, тоа што се направи, меѓутоа еве на почетокот на 2020 година веќе сме интензивно активни во расчистување на опожарените површини, односно правиме санитарни сечи. Сметаме дека во еден временски период ќе направиме дел една активна реализација и во времето кога ќе почне рана пролет, таму дека е било шума, ќе настојуваме пак да биде шума која многу значи како заштитен појас на нашата општина. Освен на опожарените површини, ќе се вршат и други редовни пошумувања согласно планот на шумското стопанство. Тоа се некаде сигурно пак како 2019 година, негде околу 10 до 15 хектари, некаде во шумско-стопанска единица која гравитира према на општина Пробиштип, односно место викано Зелениград. Таму прошлата година и текомите години уназад правевме чисти сечи кои ни овозможуваат добар терен за нивно покривање со одредени дрвни видови, нови дрвни видови. Диванисов додаде дека освен пролетно се планира и есенско пошумување во 2020 година и од претпријатието се надеваат дека планот за пошумување ќе биде целосно исполнет.